повторно еден многу едноставен рецепт кој произлезе од оние познати мафини кои ви кажав дека ми се еден од буквално потпис рецептите. Буквално е тоа од досада произлезен рецепт, заради тоа што мафините веќе децата се навикнати да ми ги конзумираат по дома и секогаш наоѓам некакви различни начини да им ги презентирам. Денеска ги нареков мали пити. Односно, ќе го користиме она мафин тесто, малку го изменив, ставив малку повеќе јајца, за да можеме да направиме една основа, каде слоевите ќе наредиме пита, ќе направиме пита, имам малецки садчиња во кои ќе ги печам, за да можам да ги послужам со панзанела салата. Лесен и едноставен оброк. Може да биде и ручек, може да биде вечера, може да биде доручек, вие избирате, богат е на вкус, односно конзумирајте го кога ви се допаѓа. За да го подготвиме ви треба 400 грама брашно и тие ќе присутат буквално 3 или 4, зависи колкави ќе ги редите слоевите, мали пити кои понатака ќе бидат баш онака шарени слоевити. Ќе ги направам со различни полнења за да ви понудам по различни опции, а вие избирате, може да додадете и други состојки кои ви се допаѓаат да ги конзумирате како комбинација. Едниот ќе го направам само со спанаки со сирење, другата варијанта ќе направам малку со суво месното со кашкавал, направив 2 избори, чедар, новиот производ на Президент ќе го потребиме денеска за да имате таа тегнење кога ќе јадете, тој ќе се растопи, ќе биде совршено ароматизиран. Сега ќе земам една чинија за да ги изматам мокрите состојки, а потоа ќе ги додадам во брашното. Имам 3 јајца, влаго ги матите, немате потреба да бидат баш пенасти, слободно само колку да се соединат. Ќе ги промешам, не ставате сол во јајцата. Кога ќе ставите сол додека ги матите јајцата, има тенденција да се разводни јајцата, вас ви треба баш густо, ќе ставиме сол во брашното. Само да се соединат. Имам кисело млеко. Спојте го. И 100 мл масло. Ќе ставиме. Убаво да ги соединиме. Сончогледово масло. Јас ќе ставам од око. Вие мерете. Ако треба да биде помасно тестото, од причина што помасното тесто ќе ги интензивира вкусовите внатре, ќе биде нешто налик малку потешко тесто од мафин тестото. И сега го имаме брашното, внатре ќе ставам пециво, ќе ставам сол, убав прстов сол, и треба солена основа, малку бибер, и ќе го префрлам сето она што го измативме. И убаво ќе го соединам. И она што сакам да направам да се појави во сите слоеви, ќе ставам сирење. Овој пат ќе користам традиционално салаки сирење. Ќе ставам за да биде во сите слоеви, ќе додаде на сол, ќе додаде на вкус, а совршено одговара со сето она што сакаме да го ставиме внатре. Сам дека ми фали уште малку масло. Не ми е сјајно доволно тестото. Не функционираше таа моја мерка од око. Секогаш може да додадете, многу потешко се вади, така да убаво ќе го соединиме. И еве веќе е сјајно, не знам дали може да забележите како е сјајно по површината, дога знаете дека е доволно масно и убаво соединете. Ќе ставам внатре, целосно во целата количина. Убаво, Президент. Ќе ставам баш убаво и дарежливо раздробено, да има некаде поситни парчиња, некаде покрупни парчиња. Сирењето во ова тесто, мислам дека ви е неизоставен дел, заради тоа што баш
има побогат вкус. Ако го ставите само по себе, можеби да имате повеќе вкус налик проја, а сирењето ќе му даде внатре. Млечната мас дополнително ќе го интензивира вкусот, ќе ставам половина кутија на салаки сирењето, тоа е прилика мислам дека околу 150 грама сирење. Ова е зрело, с интензивен вкус. И убаво ќе го размешам низ тестото. И сега, еден дел од тестото, 1/3, ќе ја префрлам во чинијата каде што ги матев јајцата, за да не прљаме друга, нема друга причина. И таму ќе додадеме малку песто, за да направиме слоевито, различни вкусови. А останатата количина ќе ја користиме за да ги направиме другите слоеви од малите пити. Ќе го трнам на страна, малку да расчистим и веднаш се враќам. Во тестото кое го префрливме, ќе додадеме песто, убава количина. И ова ни е едниот дел, едниот слој од тестото кој ќе го направиме со свеж босилек. Ќе го одложам на страна. И сега ги имам моите калапи. Значи, апсолутно може да правите во керамика, заради тоа што ова тесто налик мафин може да се печи во керамички, во силиконски, во било какви модли. Затоа што ќе го печеме на тиско на 180, ќе има доволно време да се подигне, да се испече од сите страни. Сега сакам да направам малку една облога, заради тоа што сакам да ми биде лесно да можам да го извадам тестото и питите од после. Мислам дека ми е доволна, да. Ќе направам една облога од хартија за печење во сите модли. За да можам после тоа лесно да ги извадам питите, да бидат онака налик мафини, украсени со хартија од страна. Убаво притиснете хартијата. Може и во мафини да ги правите, апсолутно нема да биде, меѓутоа нема да имате таков богат вкус, односно нема да имате доволно тесто, ако го направите сето ова налик мафин. Така што искористете други модички, искористете еден калап за пита, па направете само едно полнење. Јас бидејќи сакам да ви покажам 3 денеска користам 3 модли. Само заради тоа што сакам да имате повеќе избор, можеби за идеи. И почнуваме со редење. Го имаме основното тесто, го направивме масно за да не се залепи, нели дополнително. И ќе ставиме прво по една лажица на дното. Убаво притиснете ја, за да се распредели по дното. Ова е малку погусто тесто од она за мафини. Му треба малце, и треба малку време да го распределите. Ги правам паралелно. Мерете по една лажица е доволно од основното тесто. И сега
бидејќи едно од омилените пити, барем мене, ми е спанак и сирење, ќе наредам слоевито. Имам млад спанак и ќе ставам баш ливченца. Кога ќе го наредам спанакот, ми е полесно да притиснам со рака и да ја распределам целата количина која ја ставив внатре на дното. Убаво да ја притиснам да навлезе во садот. Одиме со уште еден слој. Немој да претерувате со тестото, заради тоа што сакате повеќе слоевито да го наредите спанакот, односно да имате повеќе слоеви спанак. Притиснете. Спанакот ќе се обари внатре со помош на топлината и на течноста која ја има во тестото. И ставете трети слој. И ќе нарасам малку сирење за дополнително да биде вкусот богат и тој да се сирењето да се потпече на површината. И тоа е едната питичка. Следната ќе направиме малку со други состојки, односно ќе ставиме помеѓу слоевите, ќе ставиме малку кашкавал, малку врат свински, доколку сакате други комбинации слободно направете, можете дела и одлично оди во комбинација, заради тоа што се работи за масна состојка. И вратот има доста масноти и убави, тие прекрасно ќе се вклопат. Озгора ќе ставам убав овчи кашкавал на президент. Ќе нарендам. Една убава количина. Одиме со вториот слој. Делува пипаво и морам да ви кажам дека е пипаво, секогаш кога сакате да направите нешто слоевито, бара малку повеќе време да му се посветите. Уште еден слој сувомесната. И одиме со убав слој со нашето тесто во кое ставивме тесто. Повторно еден слој кашкавал, за да се запече, да се разлее и да имаме поинаков вкус. И третиот, наредивме прв слој, ќе одам наизменично песто. Прво ствари ќе ставиме сувомесната. Одиме песто. Тука наместо спанак ќе ставам малку свеж босилек. Божествено мириса. Мислам дека нема нешто поубаво од свеж босилек. Ставиме еден слој. Врз него ќе нарендам од чедарот, кој е новиот производ на президент. Одиме со уште еден слој песто. И повторно истото редење. Притиснете. Наредаме чедар.
практично ќе направиме еден сендвич помеѓу двете теста. Многу е остро рендето на карес. Овие, не знам дали сте ги виделе во нивните продавници, вистина се практични, го леснуваат целата работа во кујната, многу ја олеснуваат, но внимавајте, многу се остри, внимавајте како работите со нив и одиме со уште еден слој на свеж босилек. Бидејќи ставивме песто, не претарувајте многу, да не ви биде премногу на Како прекрасно мириса. Не можам да ви објаснам колку прекрасно мириса свежиот босилек скинат од стебло. И ставам, бидејќи првиот слој ни беше бел, ќе ставам уште еден слој бело до скора. Може да ставите суса, може да ставите било какви семиња одозгора, апсолутно одговараат во комбинацијата. И на крајот чедар, за да го запечи, да направи убав слој на површината. И одат во ред на 180 степени од прилика 20 до 25 минути. Ќе видите дека се готови кога ќе почнат да се дигаат и кога ќе почнат да прават запечен убав прстен од страната. Значи, реално и да 160 да ги ставите 30 минути, доколку се плашите дека внатре слоевите не се убаво испечени, нема да ги изгорите, но секогаш имајте ги на око, бидејќи се работи за нежно тесто кое може лесно баш да изгори. Ќе соберам цела оваа прекраснотија од кашкавали на президент и се гледаме со салатата панзанела. Панзанелата во основа леп е италијанска варијанта на салата која содржи многу босилек, многу зрели домати, печени пиперки и тие се стават без подпечен леп. Јас лепот го изоставив денеска во овој рецепт заради тоа што подготвивме фантастични пити и сакам ова да биде убав прилог на оние намашчиња кои може да ги конзумирате. Панзанела на салатата е специфична, баш позната во италијанскиот регион како вид на салца, односно нешто што се прави од многу домати. Сега јас неколку пати ја имам тестирано панзанелата, најмногу ми се допаѓа со исцедени домати. Односно, кога доматите им е извадено семето и останате оној само месец дел внатре. Она што сакам да го направам, ова е многу важно, за да имате нешто кое може да го користите како прилог со питата. Ги сечеме четвртинки и со лажица најпрви ќе ги извадам семките. Не се грижете, семките ќе завршат во никој сос, апсолутно нема да ги фрлам. И само исечете го делот каде што се спојува и извадете го семето. Треба да ви остане само месастиот дел и дополнително ќе му помогнеме да се исцеди, односно да не ја разводни салатата, бидејќи ќе додадеме многу сос внатре. Панзанелата во основа е кисела салата, односно се прави со многу кисели состојки и треба да биде баш онака еден удар во позадина од киселост. Киселината, не знам дали сум ви зборувала, е стабилизатор. Киселите состојки во суштина зависат, колку се кисели, зависи од pH вредноста. Односно, не знам дали сте знаеле дека медот во основа е киселина, односно има по-голема pH вредност и многу состојки кои би ве зачудиле дека се кисели, а ги има во природата, се користат за стабилизатори. Односно, се што е вкусно, дали е тоа луто, дали е солено, киселината го стабилизира. И така произлегуваат совршени рецепти, каде што тие познати готвачи создаваат совршени вкусови, користејќи науката во позадина секако, и некако како мене може да ги следи,
да ги осознае сите тие состојки и да искреира нешто сопствено. Многу ми е драго што многу од вас гледам. Знаете, од кога почна емисијата да се емитува, она што го гледам како промена во луѓето околу мене е што навистина почнуваат баш сериозно да ги осознаваат техниките и да креираат секогаш убави рецепти. Многу ми е драго кога ќе ми се пофалат, види ова го направив или она го направив. Затоа што навистина готвењето не представува никаква посебна вештина, само треба малку концентрација, можеби малку да подпрочитате со што одговара и на крајот вашиот вкус, односно она што вас ви се допаѓа да го конзумирате, она што мене ми се допаѓа, не значи дека и вас ќе ви се допадне. Јас, например, конзумирам многу лута храна, многу лута храна, која многу често било кој за кого готвам не може да ја исконзумира заради тоа што не му е вкусот едноставно таков. Па како треба да биде забавно готвењето, односно нешто што не радува да го правиме. И ги насечкавме доматите, односно ја извадивме целото семе од внатре и ќе ги сечкам на помали четвртинки, односно нешто кое ќе може да ми, ваква некоја димензија која ќе ми биде иста со печената пиперка ајварка. И сечкаме сите, го искористив седалката од нестот на карес, заради тоа што сакам да ги посалам и одозгора да им дозволи солта да ја испушта дополнително течноста и затоа ќе ги ставам прво во седалката за да потоа за едно 5 до 7 минути дополнително се истече течноста која имаат, а потоа само да се избањаат во преубавиот кисел сос кој ќе го направиме, ќе додадам и капари. Капарите се иста така кисела состојка. Одат сите во седалката. Убаво ќе ги посалам. Односно во сосот нема да ставам сол, туку ќе ставам баш половина лажичка, ова е количината на сол. Убаво ќе ги посалам доматите. Малку ќе ги размешам за да го впијат, да впијат солта која ставивме и седалката која имам од нестот ќе ми помогне тие малку да истечат и да станат уште посови. Следно што ќе направиме ќе биде пиперките. Имам цуви ајварки испечени. Ќе ги сечам на тенки ленти. Сам дека се една одлична комбинација, нема да знаете што е домат, што е пиперка во комбинацијата и знаете дека овие најдобро одат во таков кисел сос. Убаво промешајте ги да се посалат и тие. Им треба малку време, кога е лето, многу сакам да направам куп на домати, од тие што се убави домати, и да им дозволам вака да ги посалам и да им дозволам да испуштат целата сол, различни домати, јабучар, не знам, жолт домат, црвен домат, шери домати и потоа тоа да направиме убава паста или нешто што салата, капрезе, односно се она што ни го нуди нашето поднебје. Имам маслинки, црни маслинки, тие ќе дадат внатре во салатата, потоа само ќе ја превртам, затоа ја оставив малку да се исцеди. И сега е следно да го направиме сосот. Имам шеќерот на карес, внатре оди балсам оцет, балсамико, имам вински оцет, ќе ставиме 50 мл маслиново, бибер, и едно чешне лук кој ќе го згмечам за да ми го ароматизира сосот.
внимавајте внатре топчето. И ќе го направиме. Сосот измешајте малце повеќе, им треба на киселината да се спои со маслиновото масло. Ќе ги процедам едно 10 минути патлиџаните, потоа ќе ги прелеам со сос и ќе ставам убав грст зелен босилек. И не знам дали може да забележите дека истурив баш онака си исцеди одредена количина, така ќе ја истуриме, заради тоа што не сакаме да не биде водеста салатата. И најпростиот дел, ставете ја салатата во чинија. Имам грст убав свеж босилек. Убаво промешајте се да се соедини. На крајот зачинете со киселиот сос. И питите се веќе готови, топли си, иако ги одморив малку, 10 минути само, за да можам да ги одлепам и еве како изгледаат, излупете ги од страна, за да видите каков е цел тој слој кој го наредивме. Се надевам дека ви се допаднав денеска и се надевам дека ви дадов интересни предлози како да подготвите стандарден рецепт од мафини во нешто различно. Гледате на секој ден на 24 во 19:30. Имаме многу нови идеи кои следат, а останете ми до тогаш добро и чувајте го здравието и здравието на вашите најблиски.